Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Скопје, Тетово, Куманово и многу други македонски градови со денови се меѓу најзагадените во светот. Граѓаните се гушат во нечист воздух. Граѓаните со најскапото нешто, нивното здравје, ја плаќаат цената. Лекарите алармираат дека се полнат болничките ходници и кревети. Екоактивистите и Светска банка алармираат дека годишно во државата, поради аерозагадувањето, животот го изгубиле над 3000 жители. ДПМН, почитувани, нема решение ниту политики за намалување на загадувањето. Кога беше опозиција, ДПМН најавуваше над 1 милијарда евра за инвестиции во чист воздух и намалување на загадувањето за 50%. Како власт, ДПМН сега не презема ништо. Поминаа 7 месеци, мерки против загадувањето, почитувани, нема. Дополнително власта ги намали парите за борба против загадувањето на воздухот за 51%, а во буџетот за 2025 година ги нема ниту еколошките програми кои со години се реализираа успешно. Како одговорна партија, СДСМ бара власта да ги прифати сет од мерки кои ги предлага СДСМ за борба против загадувањето на воздухот и да ги реализира. Власта итно да донесе програма за чист воздух во Министерството за животна средина. Програмата да опфати субвенции за домаќинствата за замена на нееколошките системи за затоплување, како и за градинките, училиштата и јавните објекти да можат да преминат на чисти технологии. Да се интензивираат инспекцијските контроли врз потенцијалните извори на штетни емисии, инсталации, сервиси, диви депони и стрништа. Контролите врз индустријата мора да се засилат. Да се спроведат контроли на градилиштата и стопирање на градежните работи во градови со зголемо загадување. Интензивни активности за поголема јавна чистота, миење на улиците, чистење на дивите депони и собирање на отпадот. Засилена контрола на техничката исправност на возилата. Работодавачите да ги ослободат од обврски бремените жени, повозрастните лица и хронично болните во денови кога има екстремно загадување. Да се направи реорганизација на работното време за работници на отворено со скратена работа од 11 до 17 часот. Да се воведе забрана за спортски и културни манифестации на отворено при високо ниво на загадување на воздухот. Ова почитување е основно што мора веднаш да се преземе. СДСМ во изминатите 7 години презема низа мерки со кои почна да се намалува концентрацијата на ПМ частичките во воздухот. Се спроведоа стратешки инвестиции во гасификацијата, се реализираа проекти за еколошки јавен транспорт, конкретни мерки за финансирање на замена на нееколошки системи во домаќинствата, јавните установи, градинки, училишта, се воведе редовен мониторинг систем. Во Скопје локалната власт на СДСМ обезбеди 33 нови автобуси на газ, се засатија нови 20.000 дрва, се зголеми зеленилото за 300.000 метри квадратни, со 4 милиони евра се обезбедија редовни субвенции за инвертери и за 30.000 велосипеди. Беа затворени 10 диви депонии и многу други мерки. Сега, за жал, ништо не се презема. Власта мора да ги промени своите погрешни политики и конечно нешто да преземе против загадениот воздух. Не може да се игнорира ова, станува збор за здравјето на луѓето. Ви благодарам.